Благодарам. Поштувана јавност, пред некој ден напишав дека не постои дно кое што Социјалдемократскиот сојуз не може да го пробие. Не постои дно кое што не можете да го пробиете. И сега заменик министерот за финансии неколку дена после тоа ја потврдува оваа констатација, за жал ја потврдува. Зашто за жал, а не за среќа? Бидејќи за жал граѓаните на оваа држава ги води најнеспособната, најнекреативната и најмрзливата и најкриминалната влада во историјата на независна Македонија. Зошто го велам ова? Затоа што, почитувана јавност, овие овдека кои што гласаат за или против интересите на граѓаните, кога беа во опозиција 2015, 16, 17 година, една од темите на кои што доаѓаа на власт беше животна средина, просторно планирање, зелени површини, паркови, треви и така натаму и така натаму. Носеа газ маски, правеа циркузи, пресконференции, воздухот бил загаден. Во меѓувреме го наследија проектот за еколошко затоплување на главниот град Прецен и на другите градови, бидејќи во зима PM10 частичките се на многу високо ниво, чадот, миризбите се на многу високо ниво. И после некое време доаѓаме денес и ни предлагаат законско решение со кое што пелетите како еколошко гориво, наместо да продолжат да се стимулираат луѓето да се греат на пелети, го покачуваат данокот од 5 на 10%. Тука се гледа колку е банкрот блуз бенд владата, колку е задолжена, колку нема пари во буџетот, колку се грижи за здравето на граѓаните, колку се грижи за воздухот на граѓаните, и не знаејќи што да прават, од притисокот на јавноста, доаѓаме до дното кое што се докопува. Сдруженијето на производители, трговци и увозници со пелети побара до собранието, до сите пратенички групи итен состанок со цел да мерката остане 5% за данок за пелети. Да не се покачат, бидејќи факт е дека суровините се покачени за производство на истите. Од СДСМ и ДУИ никој не сакаше да ги прими, иако уредно до пратеничките групи имаше замолница да бидат примени. Единствената пратеничка група која што ги прими овие луѓе е пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, каде што разговаравме и предложивме амандман со кој што бараме до вас, пред се до владата, да оваа законско решение, односно онаа даночна стапка од 5% остане иста. Походниците, истото се зборуваше дека ќе биде одбиено, избегавте да не се видите со граѓаните, бидејќи зборот бегство и бегање е средно име на владата. Вие бегате од граѓани, бегате од здруженија, бегате од стопански комори, бегате од се бегате. Бегате од избори, бегате од соочување. Вас вие бегање, така иманентна појава. У бегство сте. Неколку години сте во бегство и истите вие 2 дена по одбивањето на тој предлог и непримањето на луѓето, по притисок на јавноста, бидејќи вие немате таму во владата служби кои што работат, прават анализи, па да видат дека 60-65 граѓани, односно семејства, се греат на пелети
и така натаму, и така натаму. Кога ги видовте тие информации, наместо да дојдете овдека и да кажете да, погрешивме, треба да биде 5%, вие доаѓате овдека и преку колеги, пратеници, поднесувате идентичен амандман како оној кој што го поднесе опозицијата. Идентичен. И безсрамно, без срам, без перде, без образ, излегувате на телевизија и велите еве ќе направиме да остане 5% данокот на додадена вредност за оние кои што се греат на пелети, вклучувајќи ги печките за пелети. И тука е таа цела хипокризија на македонската политика. Тука е таа цела хипокризија на она што значи да бидеш представник на граѓаните, бидејќи ние живееме во представничка демократија, каде што, господине заменик министер, граѓаните се представени преку пратениците, не преку владата, не преку министрите, не преку премиерот. Тие пустите никогаш не биле на избори. Тие сега кога одат во помали населени места, прв пат одат таму, тие не знаат кај се наоѓаат на карта. Нивните шопери со GPS ги носат во помалите населени места. Дури некои слушаме се чуделе, па тука имало и згради. Тие згради не знаат дека има во определени градови. Тие не се представници на граѓаните. Овдека овие луѓе, пратеници на СДСМ, ДУИ, тие се представници на граѓаните, а не вие од владата. Вие сте, ви кажав, во бегство. Трета година имаме влада во бегство. Бега од се што мрда во државата. Ама доаѓа времето каде што нема да може да бегате. Така што наистина е жално, страшно и трагично да некој поднесе амандман и потоа ист таков, идентичен, после 2 дена да го поднесете вие. Такви работи, колеги, што си правите мувето овдека и што чекате само да ви кажат како да гласате, нема ни во градинка. Децата во градинка имаат повеќе свест за тоа дека ако некое дете нешто направило, ова другово, ако е добро треба да го следи, ако не е добро треба да се спротистави. Тие што се подпишувавте на амандманот, а при тоа знаевте дека таков амандман има идентичен, кого мислите дека лажете? Кого мислите дека манипулирате? За тоа имате 10% рейтинг, за тоа ќе имате 20 пратеници на редни избори и за тоа ќе бидете следниот пасок на македонската политичка сцена. За тоа. За тоа што уште мислите дека живеете во 92 година, кога немаше портали, кога немаше толку многу телевизии и кога определени центри имаа монопол на вистината. Граѓаните точно знаат кој се залагаше за 10% да се покачи цената на пелетите. Граѓаните точно знаат кој се спротивставуваше цената на ДДВ да не им се покачи на тие луѓе и граѓаните точно знаат која е таа политичка структура и номенклатура која што не постои дно, кој што не може да го пробие. Благодарам.